Се уште не се знае зошто Вардар поцрвене. По добиената дојава за загадување на реката Вардар со црвена боја во близина на бетонската база Бетон, инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина во средата излегоа на увид на посочената локација. Отпадната вода од колекторот која се влева во река Вардар беше со видлива црвена боја. Поради овој факт веднаш се земени мостри од отпадната вода што излегува од колекторот за хемиска анализа. Земените мостри се однесени во акредитирана лабораторија и е во тек нивно испитување. Истовремено извршен е вореден инспекцијски надзор кај правниот субјект Либерти, кој денеска се огласи дека не е причина за овонеделното загадување на реката. Компанијата спроведе сеопфатна ревизија на својата постојка за третман на отпадни води и може да потврди дека непрестајно работи во рамки на сите релевантни параметри без проблеми. Исто така прегледани се и редовните мерења кои континуирано се спроведуваат, кои понатаму се далеку под ограничувањата утврдени во работната дозвола. Новото загадување на реката Вардар се случи на 15 месецов во попладневните часови во подрачјето на Ново Лисиче. Ова не е прв пат водата во Вардар да биде загадена, истото се случи и во септември минатата година. Инспекторите уште истиот ден беа излезени на терен и известија дека доколку се работи за истиот сторител од минатиот пат, овој пат казната ќе биде многу поригорозна. За минатогодишното загадување на реката тогаш стоеше фирмата ArcelorMittal, која соопшти дека дошло до пукање на системот, пошто се излеала комбинација на железо и киселина. Еколошка хаварија се случи во реката Брегалница на 23 минатиот месец. Огромно количество хемикалија во бела боја беше испуштена во реката, а остри реакции имаше од риболовците кои алармираа на терен да излезат и државните инспектори за заштита на животната средина.